Околу 130 бегалци и мигранти повеќе од 6 месеци живеат во транзитниот центар Винојуг во Гевгелија. Затворени по 24-часовен надзор. Велат дека се чувствуваат како во трло. Заборавиле како изгледа светот надвор од оградата на кампот. На условите за престој и храната не се жалат, биле задоволувачки. А повални зборови имаат и за полицајците и волонтерите кои работат во приватниот центар. Но сепак поради ограниченото движење, се плашат за развојот на своите деца кои растат во вакви услови. Не можеме да излеземе. Секој ден е исто. Исти луѓе, исто место. Многу е досадно, многу. Инаку немаме никаква потреба. Се имаме овде, но не можеме да излеземе. Тоа е многу тешко за нас, да бидеш 6 месеци на едно место. Само следиме како се менува денот во ноќ, ноќта во ден. Да гледаш исти нешта постојано, навистина е досадно. Никој не знае до кога овие луѓе ќе останат во Македонија. Најтешко е за оние чии семејства се веќе во западноевропските земји, а тие останале заглавени во Македонија. Ние сме овде повеќе од 6 месеци во овој транзитен центар. Јас дојдов преку Турција и Грција, инаку сум од северот на Сирија, од Алепо. Како што реков, овде сме половина година и се уште еве до овој момент нема решение. Зборувавме со многу одговорни лица, но никој не ни кажува како ќе се реши проблемов. Ние не можеме да останеме овде. Ова е само транзитен центар. Луѓето не можат да бидат тука. Нивните семејства се во Европа. Тука има многу жени чии мажи се во Шведска, Германија и Финска. Не е лесно, верувајте. При посетата на транзитниот центар Винојуг пред неколку недели, новиот евроамбасадор Самуел Жбогар рече дека Европската Унија е задоволна од справувањето и третманот на бегалците во Македонија, но не кажа дали имаат решение за овие луѓе кои останаа буквално заглавени тука. Прашањето со мигрантите представува висок приоритет за Европската Унија, како и за граѓаните на Европската Унија. Како што веќе ви е познато, пред 2 дена председател на Европската комисија, господинот Јункер, веќе рече дека во следните 12 месеци Европската комисија ќе има 3 приоритети. Се разбира дека еден од тие приоритети е прашањето со мигрантите и токму во вашата земја, што се однесува на прашањето на мигрантите, ние Европската Унија работиме и функционираме во партнерство со вашата земја и навистина би сакал исто така, значи, на тој вистински начин кој што сме соработували или партнерски начин со вашата влада, со институциите, како и со општината Гевгелија, се со цел да се справуваме со мигрантската криза во вашата земја, така да исто така, значи, тоа што би сакал да кажам, да им се заблагодарам исто така на брзиот одговор на земјите членки на Европската Унија при повикот на вашата земја да излезе во пресред, тоест за справување со мигрантската криза. Во тој контекст би сакал да кажам дека во моментот имаме 166 странски полициски граничари кои што и помагат на вашата полиција. На влезната капија на кампот веќе е поставен детектор за метал како донација од Данскиот совет за бегалци. Низ кампот и околината се забележуваат странски полициски единици од Чешка, Австрија и Србија кои патролираат по должината на граничната линија. Инаку бегалци и мигранти има и во транзитниот центар во Куманово. Таму се вкупно 60 лица.